Здраво Македонија, здраво Скопје! Јас сум Сања, актерка од Драмскиот театар Скопје. Децата ме знаат како Лина, но јас сум Сања. И улогата што ја играм не ме дефинира која сум. Исто како што името на државата не не дефинира кои сме. Јас си припаѓам на онаа безнадежна и несреќна генерација што беше задоена со национализам и шовинизам, што гледаше како државата се дави од криминал, што беше сведок на културолошки геноцид, генерација на која и беа ограничени човековите права и слободи, која гледаше како се што е вредно пропаѓа или си оди од државата. Но јас исто така сум дел од онаа генерација што наместо да го потенцира проблемот, реши да излезе на улица и да бара промени. Јас сум дел од онаа генерација што пркоси и ќе пркоси на секоја неправда во државата, одговорно и безкомпромисно. Да, ние сме таа несреќна генерација, но со голем жар во очите за промена. Деновиве чувствувам некаква надеж за мојата и за идните генерации. Имам верба дека сите деца ќе имаат можност да растат и да живеат во стабилна држава. Можност што јас ја немав. Пред десетини години на своја кожа ги почувствував недостатоците од меѓународната изолација. Кога сакав да се запишам на постдипломски студии во земја членка од ЕУ, ме шокираше фактот дека на академијата на која што сакав да студирам, школарината беше 6 пати поскапа за неевропски студенти. Тогаш ги разбрав сите оние млади луѓе кои извадија бугарски пасоши само за да можат да си ги овозможат студиите. Сега, тоа европско семејство ни подава рака за која треба цврсто да се држиме, за идните генерации да можат да студираат надвор. И тоа да не биде привилегија, туку да биде стандард. И што е уште поважно, да имаат просперитетна земја во која што ќе сакаат да се вратат. Јас ја сакам Македонија. Ја сакам како што се сака човек, заради се што содржи во себе, не заради нејзиното име. Но не сакам да ја гледам мојава држава метастазирана на сите нејзини органи. Сакам да ја гледам здрава, на нозе и горда. Сакам во неја да гледам владење на правото, нови културни вредности, високи уметнички критериуми, квалитетно здравство, подобро образование, одговорност пред граѓаните на сите оние што се на позиции, професионалност и кадарност пред партиска припадност, почитување на човековите права и слободи, унапредување на работничките права. Сакам да гледам работници вклучени во креирање на законски решенија, а не робови. Сакам да гледам уметници и културни работници со достоинствени плати и статус во општеството. Сакам да гледам силни и независни синдикати. Заради сево ова, сакам да ја видам Македонија во Европската Унија. Да, патот е долг и реформите мораат да бидат темелни ако сакаме да стигнеме таму каде што сме тргнале. Периодов е време за рационални одлуки, затоа што емотивниот пристап кон проблемите не носи решение. Ова е надпартиска, надетничка и надконвенционална одлука. Да се каже дека се поддржува не е доволно. Затоа треба рационално да се одговори на прашањето дали сакаме на идните генерации да ми оставяме државата во ваква состојба или ќе им дадеме можност за подобра иднина. Во оваа насока сакам да упатам молба на постарата генерација. На 30 септември да не мисли за себе и за својот личен, емотивен комфорт, туку на оние кои што требаат да живеат подолго со таквата одлука. Да мислат на младите, затоа што младите сакаат да одат напред. Младите сакаат да ја видат Македонија како дел од европското семејство. И на крај, сакам да ви се обратам вам, политичари од првиот ред. Во многу работи не се согласуваме и нема да се согласуваме. Но ве молам,
после 30 септември да си ветите себе си, дека ќе ги тргнете личните интереси на страна, дека ќе работите одговорно и честно, дека ќе се однесувате како европски политичари и нема да не оттргнете од патот нас, младите, да бидеме дел од Европска Унија.